Да си кажеме, добре дојдовте. За мојот денешен гостин не треба посебна најава, бидејќи малку ќе биде, ако речам, легенда. Почитувани дами и господа, Гоце Тодоровски, актер, голема чест ми е што ве имаме денеска за гостин. И мене ми е чест што сум гостин во вашата емисија, која мислам дека е доста гледана и пратена од македонскиот народ, што се вика гледачи. Добре дојдовте, како сте? Па, заречеме дека сум добар, зашто, знаеш, ако не може и подобро, и вака е добро. Тоа, обично често го кажувам тоа. Со оглед на годините што ги имам, ги неам многу, до душа сум возрастен, мислам. Али добро, здраве како здраве, знаеш, релативна работа. Аз имам проблем со кичмата. Како и сите, 80% луѓето сите се жалат на булки во кичмата, иначе во принцип сум добар, мислам. И кога ве прашувам добар, не мислам само на здравјето, веројатно мислам и генерално каков живот живеете, дали сте задоволен од себе, дали денот ви е исполнет и денес во вие, дали имате активни пензионерски денови? Па, активни пеши, не знам што се подразбира под активен пензионерски, не баш толку активен, мислам, во живот, него е така. Подизлегувам се, дружам со мои колеги, да речеме, имам комши, другари, така, ќе седнем у кафана, ќе спиеме по едно-две пива, ама тоа не често, него да речеме еднаш-два пати неделата. Дома си гледам телевизија, на лаптоп сум цело време, мислам, кој сум така, исполнет ми е, знаеш, домашни обврски, домаќински, што се вика, јас се уште одам, снабдувам. Значи убаво се чувствувате во сопствената кожа? Па многу, да ти кажам, стварно сум задоволен. Непосреден повод за ова денешно гостување ваше е наградата за животно дело на филмскиот фестивал Војдан Чернодрински. Не филмски, театарски. Театарски фестивал, простете, и ви честитам во оваа пригода за тоа. Фала, благодарам многу. Македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински. Да. Награда за животно дело со две наши актерки и вие. Да. Па види се, да е малце задоцнато, ама јас една од првите награди што сум ги добил во животов, тоа е 80-та година баш на Војдан Чернодрински за најдобра машка улога во представата Солунски патрди за Ефенди Цанде, значи 1980 година. Баш таму кога ја примив оваа награда за животно дело, кажав на публиката, викам, јас кога ја добив оваа награда по 45 години, викам, Војдан Чернодрински уште беше жив, викам, така да публиката се насми се допадна тоа. И сега ова ми доаѓа, мислам, втор пат сум добима, да ја имам мисло животно дело добиено и од Свети Јоаким Осоговски, исто таму има некои театарски игри. Така да ова ми е многу значајна награда. Може би е малце задоцнета, ама не е важно. Кога станува збор за наградата, има бројни, има и најпопуларната лице на вечер. Печет пати сум бил најпопуларен. Јоаким Осоговски, ја спомнавте, имавте орден за заслуги од председателот во 2023-та, така што... Што сум орденоносец. Јас сум првиот актер кој одликуван со орден. И тоа на моја сугестија и на мој предлог е председателот Пендаровски му реков дека за ние не заслужуваме ние што сме така врвни актери, па вика да, имаш право, вика не сум помислен на тоа. Јас сум иницијатор на тоа. После тоа ден после тоа он додели на Коле Ангеловски, на Благоја Чоревски, на Бедија Беговска, мислам, и уште на двајца така. Велите Војдан Чернодрински за доцната малку? Веројатно ниту една награда не е за доцната, бидејќи во секој случај е заслужена. Па заслужена, да. Па добро сега до душе и Снежана Коневска, Русија, она ја доби, она е една година помлада од мене. За разлика од Михајлова, она е релативно помлада од мене. Така да, у секој случај ми е многу драго. Мислам, секоја награда е пријатно доживување и пријатно ти доаѓа чувството, затоа што наградата фактички е верификација на тоа што си го направил. Никој не е добил бадијала награда. Сега има награди кои се даваат и по клучи, по политички линии, вака што сум ја многу против тоа. Така да, али ова награда мојата вика дека ми кажува дека е заслужена и јас мислам дека е заслужена. Веројатно и гледачите се согласуваат, бидејќи еве, само на матичната сцена во Драмскиот театар имате 43 улоги. Не е точен тој податок. Не е точен? Не е точен. Малку не да се малку. Мене ми личи малку. Но во секој случај имате главна улога во трите најгледани представи во Драмски театар, Солунски патрди, Викенд на мртовци, Болва во. Не само тоа, ја имам главни улоги, речемо и Чудото на Свети Ѓорѓе и Арлекин,
Слуга на двајца господ. Така да јас имам негде околу скоро 90 премиери во драмски. А ова се не знам како дојде од оваа бројка, зашто јас сум 44 години у театар бев, 40 години стаж, али почнав да играм уште од трета година академија, така да мене кога ме примија у театар ја имам веќе 5-6 представи на репертоар. Додуше не големи улоги, епизодни и така. Така да имам преку 90 представи што се изиграно премиери. И не знам, али најбројни представи се, мислам со најдолг стаж што останале на репортаж се овие 3 представи и ја го водам тој рекорд што викам ја во Бродвеј нема да се задржи представа 20 години на репертоар. Ве да речеме пример Солунски патарди кога ја постави през 79-та година, а 80-та година наградата нели ми ја дада за најдобро актерско остварување. И ќе ви кажам уште еден податок за Солунски патарди. Тогаш бев, јас имав 29 години, мада увек сум изгледал многу помлад од Нико. И играјќи, значи, ја скоро на 50 години више не игравме представа. Ја и Сабина, која играше Фатиме, нели, остаревме во представата, а уште игравме дечко и девојка. Добро возрастни дечко и девојка. За представа да ви кажам, као, пошто мојата улога во Солунски патарди воопшто не е главна улога. Мојата улога по кастинг е... Ефендицанда. Ефендицанда е пета поред. Значи, пред мене се Итар Пео, Дади кој играше, Мешковски го играше слугата негов, па после Ванчо, мојот слуга. Значи, зборам по реплики, по текст, имаат повеќе текст, јас сум пети поред. Арно мајте, видиш, јас успев да направам да биде главна улога и да се... Ете, може би бројката е грешна, меѓутоа ќе се согласивме дека наградата е заслужена, а во описот на Македонскиот театарски фестивал во Еден Чернодрински, еден курс опис за актерската игра на Гоце Тодоровски, вели вака, цитирам, се одликува со природно чувство за комедија, ненаметлива спонтаност во изразот, карактеристични живи гестови и мимика, виртуозна присутност на сцената и мангупски шарм со чија помош секогаш успева да ја префрли играта во гледалиштето и да го плени, да го фати вниманието на секој гледач. И веројатно тука лежи тоа зошто петтата поред улога по број на реплики станала една главна улога. Фактички јас се напред главна, мислам, ја третирам како главна, а не е главна улога. Повеќе, да речеме, средна улога, споредна не, али средна улога. А ова што ова карактеристика за мене, тоа е точно, затоа што јас кога играм, не играм форма, него играм содржина. Ликот што го играм сум јас. Значи не играм на показ, дека тој лик Него глумите ликот. Јас сум фактички тој. Значи не покажувам дека вака треба да изгледа. Него треба да се дадеш целиот. Значи, и треба да имаш, што се вика, петле, дуве, талент, аура. Се раѓа актер или се станува? Па едно и друго. Актерството е всушност исто занает како и сите занаети, али подкрепен со талент. Ако немаш талент, џабе ти. И са тој талент треба да се надградува. Али занает се учи. Актерството се учи. Са има глумци кои ќе отидат у пензија, уште не ги знаат основните работи на актер, затоа се ги стануваат слаби и неприметливи глумци, знаеш. Али мораш да се жртвуваш многу, мораш да дадеш се од себе, за да влезеш во ликот, да го направиш свој ликот, за да прифати публиката, да ти поверува, бада фактички се лажеш и сами од себе и публиката ја лажеш, мислам по знак на водници, да, ама треба да ја убедиш дека тој лик што го играш, дека тоа се ти всушност. И дури кога ќе се згаснат светлата, Ефендицанда може да стане Гоце Тодоровски. Па да, али после известно време, пошто ја кој ќе завршише представата, не само таа, него и други представи, јас последен искачав од сооблекувалната, од мојата гримиорна, затоа што ми требаше време да се вратам назад малце, зашто знаеш. Тука се не се ни соблакав одмah, така да одмарав на 10 на 15 минути за да се вратам назад, зашто тука е магијата во дали актерот добар или лош, во тоа колку се дава себе си, давајќи се себе си, тоа публиката го приметува, го прифаќа и те наградува.
со аплаузи или вака со награди и така натаму, така натаму. Не можеме да ги спомнеме сите, меѓутоа еве ќе наброиме некои од највпечатливите ваши, не само на сцената на Матичниот драмски театар, туку и на телевизијата и во филмот. Еве, познат можеби најпознат исто за пошироката публика, па и за помладите македонските народни приказни. Потоа тоа е за повозрастните па радио слушачи, слушатели Хихирику. Па да, медија тоа сега извинувачи да прекинам. Значи јас бев учесник во најслушана радио емисија преку 30 години, тоа е Хихирику, и во најгледана ТВ емисија серија, тоа е Македонски приказни. Значи јас сум учесник во тие два проекти на радио и телевизијата. Мада имам снимено многу други серии, рецимо Балкан Бенд, врз база на женски оркестар, направена 30 епизоди, Бушава азбука 30 епизоди, па ајде да се дружиме, па во светот на бајките, па нема кај ве нема. Всушност се што се продуцираше во тие златни години, јас имаше кога се прочитам, викам кога сум го снимал се тоа, само знам дека имаше моменти кога јас од сабале до 2 до 3 снимав едно, после тоа се пресоблакав, снимав друго. Тогаш македонска телевизија имаше многу голема продукција и нон-стоп се снимаше, знаеш. Има време и за представи, и за проби, и за шетање по кафичи со другари ваму. А и снимав многу работа, стварно, навистина. Многу имам голем опус, многу минутажа. Еве, јас само со приказни кои сум снимал сигурно најде околу 600, баш на шега велам дека јас викам имам повеќе минутажа стоено пред камера, со сите заедно Џон Вейн и Марлон Брандо со сите филмови двајцата што нема толку минута стоено пред камера колку ја само со приказните, а камоли за другите како се вика серии што сум ги снимал. И по толку главни и впечатливи улоги, насловни представи, водечки услови, најгледани телевизиски, најслушани радиопрограми, има ли нешто што од оваа перспектива сега го сметате за неостварено, нешто што ви недостига во тоа професионално портфолио и што би сакале да го заокружите? Па што знам, многу доста често ми го поставуваат истото прашање. Немам некоја посебна вака, да речем, бих сакал да го изиграм тој лик, да речем. Едно време сакав да го изиграм Квазимодо, звонарот на Богородичната црква, нели, тој лик ме интригираше дека бев помнат актер. Мислам дека ќе го направив многу добро, пошто го читав и влегнав во неговата психологија. Не ради мојот физику, што сум јас малечок, а он беше грбав, ја фала му на Бога, не сум грбав, ама ќе ми направи грба, не? И така да тоа ми е, неам посебна желба, мислам, јас имав среќа што мене секогаш ми во поделите ми дава улоги што навистина ми одговара, а или ако не ми одговараше, однак многу работев за да направам како да е дека стварно како да е пишана за мене. Вие сте дел заштитен лик, би рекол, на тие златни времиња на македонскиот театар, но еве можете да посведочите, фала му на Бога, и за денешните предизвици со кои се соочува генерално културната сцена. Како гледате од оваа перспектива и на таа промена на се ова што ни се случи? Па како гледам? Гледам дека театарот не е толку активен како на времето што беше активен. Не знам што е причината, веројатно, а и релативно нема актери солидни, што викам јас, кои може да одлече вниманието. За разлика од драмски театар, Народен театар има 5-6 души кои се навистина многу добри, за разлика на времето драмски театар предњачеше во тоа. Имаше страшно јака екипа со Мето Јовановски, со Благоја Чаревски, со Перо Темелковски, Мешко, Дади, Ванчо, јас. Така да бевме многу јаки. Тогаш македонскиот театар народен беше многу доле, немаше големи актери. Сега, за разлика од сега, имаат навистина неколку 5-6 души, викам, што се навистина многу добри актери. Сега да не ги спомнам, ги знае публиката кои се. Така да криво ми е што рецимо драмски театар нема актери кои што би се рекол би не наследиле нас. Не знам уште колку време ќе помине, а сето тоа е одраз на тоа што нема кој да ги учи. Мислам дека проблемот е во
во тие што држат класи. Обично држат класи професори, да ги наречеме. Не се професори, да се доценти или не знам што се предавачи. Они се малце се нереализирани. Не можеш ти да е актер, да речеме, или се нереализиран, а да држиш класа и да научиш да глуми. Јас имав прекрасни професори, мене Џува Лековски Илија ми беше по глума. Јас од него многу научив, не од него, мислам, али тоа што имам и вродено, нели, али он ме канализираше. И нема добар професорски кадар, поготово за глума и за тие сите други предмети што се врзани околу глумата, да речеме за сценски говор, за техника на говор, сценски движења и така, знаеш. Мислам дека тука треба да се внимава многу кој треба да држи класа за поготово за глума. Зашто ако самиот тој не е добар глумец, како може да произведе добар глумец? Он треба сам да се вади со својот талент, али и те викам, многу работа му треба и му треба консултација. Само младите актери не се дружат толку многу колку што ние се дружевме. Ние после секоја представа останувавме со сати и правевме муабет вака, онака, треба да се направи ова, вака, обиди се ова да го направиш вака и така. Значи, просто живеевме со улогите. Сега ќе заврши представата, сите ќе се разбегаат на секој ќе гледа својата работа, нема комуникација. И на сцена гледам дека не комуницираат како што треба. Можеш да му отрнеш партнерот, 100% да му отрнеш, он пак ќе си го каже текстот, а партнерот се гледа во очи. Можеш да од него да црпиш и он од тебе и ти од него да црпиш, за да има контакт меѓу актерите, за да ако има контакт, прав контакт меѓу актерите, визуелен и вербален, тогаш и тоа публиката тоа го чувствува. Добро, после оваа прилично остра критика на случувањата во театарот денес, мислите ли дека театарот ја загуби основната улога своја или се уште има сила да менува, да влијае врз свеста, да алармира? Ќе почекаме, те видиме, знаеш, треба на младите актери им е доволно тоа што се актери. Знаеш, многу се горде со тоа, јас сум глумец, јас сум актер. А не знае дека улазот кај што живее во зградата, не знае дека е глумец. Да не речам спратот, да не речам па за цела зграда или за цело мало или за цел град или за цела република и да не зборам за пошироко. Али он се горе со дека е глумец, а ништо не прави за да навистина биде. Денес е времето различно. Живееме во време на социјални медиуми, тогаш имаше телевизија, печати. Па добро, без разлика, али тоа. И радио. Знам, ама во другите држави, мислам од бивша Југославија, актерите се успешни доста. Овде кај нас и кога се снимаат филмови, се снимаат фамилиарни филмчиња на другарска основа, другарска база, гледаш ликови непознати тотално. Како можеш да имаш ти ќе сними филм, ќе потроши парите, филмот нигде го нема. Се прикажеш еднаш 2 пати толку. А можеш да му даеш пари, ако не му даеш пари, ќе вика не ми дадал пари, сакам да снимам филм. Ниско буџетни се додуше филмовите, ама се непознати луѓе, мислам. А како за да станеш познат треба да се внесе сами од себе, треба да играш, треба да Добро, дефиницијата веројатно за успех некогаш и денес е различна. Веројатно и се променија условите. Па различна, се разбира дека е различна, мисля, се менува, ама во секој случај актерите се виновни самите за себе. Мора повеќе да се трудат. Не може така со ненаучен текст или неспремен да не работиш дома врз улогата, да не се консултираш со колегите. Тоа они го нема, тој контакт меѓу себе го нема. Тоа и на сцена кога се приметува дека немаат контакт меѓу себе, они кажуваат паушално текстовите само колку да помине представата. Тоа е лошо. Добро, вие како улога за сите овие кај што сте како подпис со главна или немало и споредна, веројатно публиката ве препознава како најчесто како главна улога. Има ли некоја улога што би ја издвоиле како највпечатлива? Нешто што најмногу некој кој најмногу бил Гоце Тодоровски или сите биле Гоце Тодоровски? Која ви е најдрага? Па еве Солунски патареј, да речеме, Ефедица, не точно е и по карактер е. Ми е погодена таа тука Коле Ангеловски точно ме одбра мене баш за таа улога. Молерот во Викенд на мртовци, која исто така се играше
20 години, преку 350 представи се изиграни. И имаше една представа, се викаше Чудото на Свети Ѓорѓа, Унковски режираше, исто комедија, јас играв царчето, кој ги убива таткото, мајката, брато, за да он дојде на престолот. Ванчо играше едно 5 улоги таму. Знам, и беше многу смешно. Унковски дури не можеше да режира, он цело време се смееше, а прв пат режираше комедија, знаеш. Така да таа улога исто ми е многу драга и многу други, сега да не се враќаме наназад. Еве, на младите актери им порачувате повеќе да се трудат за да бидат поавтентични, да имаат повеќе интеракција меѓу себе на сцената. Да. Меѓутоа времињата да се малку поинаки денес. Кога би можеле од оваа перспектива денес да му кажете нешто на Гоце Тодоровски од 80-тите години, кога беше најпопуларен млад актер? Да. Што би му кажале? Има ли нешто што го сметате за грешка во вашата кариера, што не би го повториле ако имате можност да дземнете во иднината? Не. Немам грешка, тачно знаев што правам и како правам и колку правам. Едноставно сакав да успеам. А човек кога сака да успее, значи мора да вложи многу. Мора да се вложи себе си. Сега тоа што сум комичар, да речеме, на мојата диплома не пишува дипломиран комичар, него пишува дипломиран актер. А мене тоа што ми дал Господ дарба да владеам со комедијата, да видите во светот, да речеме, имаш комичари, можеш да ги избориш на двете раце. А сите се претежно драмски актери. Али процесот на правење на една улога е дали е комедија или е драмска улога. Процесот на правење улога, значи треба да се предадеш. Сад тоа, ако имаш афинитет и ако ти дал Господ дарба за комедија, треба да ја користиш, да искористиш и да ја усовршиш. Тука доаѓа и моментот на импровизацијата, која е многу тешка вештина. Тука сме ја и Ванчо бевме незаменливи во таа импровизација, зашто кога го надградуваш текстот, не да зборуваш глупости, него си во контекст на тоа, али импровизираш и го збогатуваш. Имаше сцени кои траеа по сценарио, трае, да речеме, на примера трае 15 минути, ние правевме таа сцена да трае 40 минути. Така да представат, ако траеше сат и почна да трае 2,5 сата. Со импровизација. Да. Добри, и критиката на Македонскиот театарски фестивал во еден Чедновски вели и покрај природната склоност кон комика, Гоце Тодоровски успешно се справува и со драмските задачи кои ги толкува низ својот актерски век. Зошто повеќе ли ви лежеше комедијата и покрај тоа што успешно сте ги играли другите? Затоа викам јас, дипломиран актер сум јас. Но зошто повеќе ви лежи комедијата? Затоа што по природа таков сум по дух. Ја увеќе гледам смешната страна, условно кажено, на животот. Ја можам од трагедија да направам комедија, да речеме. Што ве засмејува денес во ова време? Кога последен пат сте се насмеале вака искрено од срце? Па, што некој добар вид свамо таму и така, што ме засмејува? Ме засмејува најмногу глупости кои ќе слушам некој, дали од соговорник, дали на телевизија, така да... Има доста смешни ситуации, за жал. Има политиката кај нас исто така знае да биде многу смешна, а не сме, треба да... Политиката е многу сериозна работа. И така да... Животот ми е исполнет у секој случај, мислам, можам да кажам дека овие 5-60 години што ќе ми останат понатаму во животот, дека тие ми бидат исто така успешни. И ќе го снимите Квазимодо, може? Ќе го изиграте Квазимодо? Не, немам снага повеќе. Мислам, немам снага. Не можам повеќе, мислам, да се ангажирам. Тој сега сум само посматрач и анализатор, аналитичар, што се вика. И јас баш за моите глумци, тоа е една моја реченица која реков на доделувањето на наградата, реков дека младите глумци не знаат дека најголемата глума е онаа глума додека глумиш воопшто да не глумиш, ама тоа е па најтешко. Оче че па нели завршим академија да бидам глумец, ама треба така да го направиш тоа да бидеш свој, да не покажуваш, не да играш форма, него да играш суштина. Тоа е најтешко. Публиката се сеќава на сите ваши улоги и сцени. Има ли нешто што не сте го кажале досега? Еве, нешто како она дека
сте стоеле толку долго пред камера, можеби колку Џон Вејн и Марлон Брандо заедно во нивните филмови. Да. Некоја интересна случка зад камерите или зад сцената? Па имало и за сцената, имало и додека се снимало. Мислам, многу случки, многу анегдоти. Мислам, сега да почнам да ги редам, ни треба 3 сата 4, али не можам да одувам није. Нешто што е највпечатливо во оваа пригода, вака што на која секогаш со радост се присеќате и како убава меморија што е останата во вашето професионално портфолио, например? Па, мене најмногу ми се допадна што ја Стив ме бушавата азбука. Бев тогаш многу среќен што учествував во еден таков голем проект со голем сценарист Стефановски, со голем режисер Унковски, со најдобриот бенд Лепи Сол и што бев дел од таа екипа, ја го играв буквоманот. И бев релативно добро платен, мислам, тоа морам да го кажам, пошто државата инвестираше во таа представа и беше многу успешна ваква серија Бушавата азбука. А што друго да одвојам, мислам, Хихирику нормално ми е многу драга, ми беше многу драга радио емисија. Таму секојаш бевме екипа една, сите бевме така хумористични што се вика, од Кате, од Крстева, алијас Мара Попара, па Ванчо, јас, Чоревски, Дади, Мешко, Стојна. Така да тука се дружевме и тука и покрај тоа што снимавме имаше многу смење, многу како се вика, многу убави моменти доживеав. А некој нервозен момент, нешто што ве растажило? На сцена или приватно? Зад сцена, нешто што не го видела публиката, нешто што е оставило печат во вашите? Па имаше една представа, Собирен центар се викаше, каде што ја играв една од... Таму сите улоги има иста тежина, немаше, да речеме, главна улога. Ванчо имаше еден монолог на крајот на првиот дел, многу чувствителен монолог. И јас, скоро на секоја представа, кога Ванчо толку убаво кажуваше тој монолог, кога завршуваше првиот дел од представата, мене стално ми течеа солзи. Толку беше човечки, људски, а толку убаво Ванчо го кажуваше до мене. Јас седев до него и викам, шо плачеш бе, куме? Викам, па многу убаво кажуваше. Трогателно го. Многу убаво, а баш и текстот беше така, имаше тежина. Многу верен, веродостоен текстот, знаеш, и така, знаеш. Нормално. Се дружите ли денес со некој од вашите колеги? Па се дружам со Бојковски, Бубе, со Чоревски, со Коле Ангеловски се слушаме и така, ако идам до драмски театар. Па не останаа многу. Ти викам, јас сум еден од ретките што таа генерација што се вика, што ете така останав меѓу живите, нели? Така да полека како оди времето се речиме, нели? Имало моменти низ годиниве кога ви пречела таа популарност? Не. И кога не сте уживале во тоа? Да бидете Гоце Тодоровски? Па не ми пречи воопшто, па јас цел живот го посветив работа за да станам популарен, за да станам сакан од публиката и успеа во тоа. Јас да речем еднаш реков, викам, да кај го додам по улица или во автобус ми прават селфи со мене или аутограми, ја викам по €1 да земев од секој селфи до сега, селфи што сум го напил, ја до сега ќе имав направено зграда една. Само по €1 да земев. И сега е така? И сега е така, сега уште полошо. Уште подобро. Нема, затоа што мене никој на улица, рецимо, или на пазар кој не ми се обрече со име, или ми викаат легендо, или ми викаат глумец, знаеш, никој не вика Гоце, знаеш. А обично ми викаат легендо, знаеш. Стварно, кога ти кажеш, едина легенда вика жива која оди, која се движи. Што сакате да гледате, како полните батерии, рековте на лаптоп работите, Да. се уште снимате македонски приказни, што друго ве прави среќни? Па гледам, да речеме, историски канал гледам, историјата многу ме интересира, национална географија гледам и канали со филмови. И од време на време вести. Сакам да бидам во тек на некој работ, не се преотеритувам многу. Спортот од време на време не сум бил никогаш, мада се бавев на времето како помлад со спорт, со трчање, со така игравме фудбал, али не сум така што се вика човек кој е
толку заангажиран да прати утакмици тоа. Него гледам чисто онака за информација моја. Во театар, кога сте биле последно? Па пред едно месец дена. Да играте или да гледате представа? Не, да немам представа секој случај. Како гостин, значи? Како гостин, сигурно. А хоби, да речеме, неам некој хоби. Не ловам, пошто сум против ловењето на животинки. Не сум рибар, да речеме. Така да има луѓе кои се зависни, кои се рибомани, мислам, тоа е неверојатно. Сакам да одам, сум одел на времето, али не сум се ангажиран. Како ви минува денот? Како што рековте? Спорт, програма? Па немам некоја програма. Станем на Сабајле, ги пијам тие, многу суплементи пијам. Витамин D3, B12, B6, фолна киселина, ќе се наупам од тие суплементите. Q10, така нато, после ги пијам нормалните лекарства, рецимо за према годините, за срце, за притисок ваму таму. Така да после тоа ќе се вржам на лаптоп и пратам цело време телевизор, се работи 24 сати, ако има нешто интересно се префолувам да гледам телевизија и така. Иако веќе спомнавте за крај порака не само за вашите идни млади колеги актери, туку и генерално за културната сцена, рековте поголема посветеност, поголема работа. Вие кажавте имавте ритуал на тргање од улогата по 10-15 минути после секоја представа. Да. Некој воведен ритуал за да се внесете во улогата или како завршно порака за сите луѓе кои сакаат да се занимаваат со уметност, со театарска уметност? Па мора од оваа перспектива. Само сега посветеност, мислам, ако сакаш веќе да успееш, не смеш ти рецимо сега да речеме да влеташ у театар, не знам од каде и одма се облечеш костимот и да одиш да одиграш улогата. Мораш да имаш припрема внатрешна за улогата. Може би тоа звучи не знам како за младите актери, ај сега тропа глупости гоцен. Али мора да имаш вовед, да се доведеш до театар, значи веќе не си ти, него ти си треба да изиграш таа улога, треба таа улога да биде твоја. Треба да влезеш во улогата пред да излезеш на сцена. Значи прво да влезеш во улогата, па после да излезеш на сцена, за да можеш улогата да ја одиграш онака како што треба, да те прифати публиката. Па ние постоиме ради публиката, не постоиме само ради себе. Тодорски, ви благодарам многу за гостувањето во, да си кажеме, на Телма. Ви посакувам добро здравје и уште многу улоги и да ви се остварат сите желби. Фала ти многу и јас истото ти го пожелувам и на тебе. Благодарам. Почитувани, тука е крајот на ова издание на Да си кажеме. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден. Довидување утре во истиот термин.